КМФ Кочани во 10-тото коло од втората македонска футсал лига ремизираше во Велес против Гемиџи со резултат 1:1. Кочани прв дојде до водство со голот на Нане во второто полувреме, откако на одмор се замина без голови. Тренерот Крсте Крстев информира дека неговиот тим пропуштил бројни шанси за победа на надпреварот. Ударите завршувале или во стативите, или покрај празниот гол, а дел биле одбранети од страна на домашниот голман. Казната стигнала во финишот од надпреварот во последните 5 минути, кога Гемиџи го израмниле резултатот од единствената шанса што ја створиле без малку во сите 40 минути. Останати резултати од 10-тото коло: Куманово Хедис 8:9, Рудник Саса Овчеполе 8:8. А неголемото изненадување го приреди Фифи во Стојаково, совладувајќи го лидерот Цико со резултатот 5:8. На табелата сега прв изби Хедис со 22 бода, колку што има и Цико на втората позиција. Фифи е на третата со 15 бодови, Гемиџи се четврти со 14, Овчеполе пети со 13, колку што има и КМФ Кочани моментно на шестата позиција. Рудник Саса е седмопласиран со 11 бода, а закова на дното е Куманово со само 2 бода. Токму последно пласираниот на табелата, Куманово е следен противник на КМФ Кочани во спортската сала во основното училиште Никола Карев, а терминот за одигрување на средбата ќе биде дополнително утврден, затоа што има најави дека надпреварите во футсал лигата ќе паузираат една седмица заради настап на репрезентацијата. Прегалница гола ќе ја сопре со 1934-та, екипата што одигра нерешено 1:1 и нагости против Осогово во подготовките, избори реми во Виница, во надпревар што заврши без голови, со што Делчевскиот третолигаш потврди дека напредувал во формата што ја имаше есенва. Во претходниот надпревар слога 1934 го совлада Осогово со резултатот 3:1, а кочанските жолто-сини го забележаа и вториот последователен пораз во рамки на подготовките на условно домашен терен поради изведување на санациони активности на Никола Мантов. Во надпревар одигран во Оризари загубија од Каменица Саса со резултат 1:2, полувреме 0:1. Двата гола за Брегалница гола ги постигна Атанасовски за водство на неговиот тим од 0:2, а единствениот погодок за домакините го постигна Натков од пенал.